Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата, така и во нашите срца. На почетокот Бог ги создаде земјата и небесата. Земјата беше безоблична и празна и имаше темнина над бездната. И рече Бог, нека биде светлина. И би светлина. И виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. И рече Бог, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Потоа апостол Павле го сонуваше македонецот. Дојди во Македонија и помогни ни. По тоа видение, вели апостолот Павле, ние веднаш тргнавме за Македонија, оти разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Што сторивме со себе македонци, внатрешна, надворешна, задгранична, локална, северна, наша, ваша, туѓа, поранешна, автономисти, санданисти, централисти, врховисти, екзархисти, Ванчо Михайловисти, четници, ајдути, војводи, комити, словени, булгарубици, социјалисти, комунисти, туранотатари, бравари, јужносрбијанци, грци по род, локално македонци, славо македонци, македонци муслимани, ВМРО вакво, ВМРО онакво, сојузи, стратези, атентатори, плагијатори, безисторици, безјазичници, мултиетници, граѓаноиди, дели, подели, раздели, надели, сите цареви, сите водачи, сите едни против други. Готово е. Готово е. Нема македонци. И затоа не заборавајте ја гордоста македонска. Налетот на фалангата со песната на устите, пеаните на победите, виното после битките. Сетете се, браќа мои, пронајдете го победоносниот Дамар, кој ве понесе со силата и славата македонска. Кренете глава и исправи се Македонијо. Стиснете ги дланките, очите дека го косат спротивставениот ви. Подобро да се изгине на нозе, отколку да се живее на колена, македонци мои. Арес нека ве бодри во налет кон бандите варварски. Татко Филипе, поведи ја тесалиската коњаница во налет по десната страна. Челнику, фалангата напред, за рисата кренете ја кон небесата. Пешадери, удрете, хетери со мечот по нив. Банда на незнабожци, нека го запомни овој ден. Македонија удира со силата света на Бога, дарувана од вековами. Напред, денес е светиот Илии. Победата не вика. Таму некаде пред нас е Бог, кој ни го определил последното искушение. Отвори ми го срцето, отвори им го срцето за љубов. Кај вас дојдов, оти се слуша дека сте луѓе правдолюбиви и верни во добрите дела и дека праведна душа имате. Како оној што ме прати да бидеме вистински негови представници на земјата. Да ви се придружам дојдов. Сам да живеам и во скудност, и сит да бидам, и глад да трпам. Се можам со Исуса Христа кој ме крепи.
А знаете ли вие, македонци, дека кога дојдовме во Македонија, немаше ниту една црква нешто да ни даде или нешто да примиме освен вас самите. Така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја. Така што нема потреба ние нешто да зборуваме. Семокниот Бог во своето живо слово запишал: Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Кој е тој што може да го избрише Божјото Слово, да го избрише нашето име? И затоа, во името на Господ Исус Христос, сега го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз Македонија. Во името на Господ Исус Христос, ја растурам македонската клетва за самоуништување. Во името на Господ Исус Христос сега ја одврзувам Македонија од се што не е Божјо. Во името на Господ Исус Христос ги прогласувам за ништожни сите сатански договори што ги подпишаа сребролюбците и не ме прашаа вас, македонци мои. Ние имаме договор со Семокниот Отец, кој не именувал како македонци, не запишал во Божјото Слово и никој не може тоа да го избрише, освен ако ние самите се откажеме од себе. Но нема да се откажеме. И исправи се, Македонио, исправи се. Денес е Свети Или, ќе го славиме Илинден, што го испоганија сношти. Првиот, вториот, третиот, Херонеја, Крушево, Свети Прохор Пчински, четвртиот, раскинување на сите сатански договори. Исправи се, Македонио. Силата Исусова со нас. Амин. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам во Македонија, оти ќе минам кон Македонија. Ајде сите заедно да ги отвориме срцата и да минеме низ Македонија. Исправи се, Македонија. Исправи се.